А во Скопје е веќе постоечка траса. Има три главни краци. Едниот доаѓа од Ѓорче Петров преку Бутел, преку Казивава до Централна станица, вториот крак доаѓа од Миладеновци и третиот крак доаѓа од Зелениково. Се извинувам, само секунда ми треба. Третиот пат доаѓа од Зелениково. Тоа се постоечки коридори кои што според физибилити студијата, која веќе изготви градежен факултет, би чинело само за градежни работи некаде 47 милиони евра. Барем сме на чисто. Знаеме што треба да направиме, колку пари тоа ќе чини. Оваа година има и кратки мерки на краток рок. Ќе изиграме со делницата од Зелениково до Централна станица. Должина околу 24,5 км вкупно, кое што немаме пари во моментов да ја правиме како што бара самата физибилити студија од целосна реконструкција, тоа е преку 20 милиони евра, но ќе направиме оперативна, ќе замениме прагови, ќе отвориме, ќе го замениме долниот и горниот строј каде што има потреба и веќе планираме крајот на оваа година да може барем еден патнички воз редовно да ги собира патниците од железничка станица до Лисиче, до Драчево, до Зелениково на крај. Што е тука доброто? Што оваа траса, освен што ќе се користи, ќе користат скопјаните или било кој што ќе транзитира овдека, и самиот воз од Битол, од коридорот 10D, доаѓајќи према Скопје ќе поминува на оваа траса, па и од Гевгелија патничкиот воз ќе поминува оваа траса која што во многу лоша состојба во моментов, но до крајот на годинава ќе се обидаме да ја кренеме на едно задоволително оперативно ниво, да може овдека да има воз. Втор предизвик овдека е што не секаде самото стојалиште или станица железничка е блиско до населението. Некаде во ноември со нов градоначалник на град Скопје очекуваме да се пуштат еден вид на мали автобусчиња од ИСП, кои што ќе ги собираат патниците од населените места и бесплатно ќе ги носат во координиран возен ред до самата станица. Инаку, само за илустрација, и во оваа состојба на пругата, јас од Рачево до железничка станица во Скопје стигнав за 10-11 минути викендов. 10-11 минути? Да кажеме 11 на колку што мерав, грубо мерав, но од прилика тоа беше времето. И тоа какво кратење тоа?